Со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Обвинителството поднесе обвинение за поранешниот директор и управителот на отпад во комунална хигиена, поради тоа што со умисла не било собирано ѓубрето во главниот град. Обвинителството поднесе обвинение против поранешниот директор на комунална хигиена, Сабахадин Рустеми, и управителот за отпад во предпријатието, Аки Саити. Се товарат за сторено кривично дело за грозување на животната средина и природата со отпад. Според истрагата, во текот на октомври, обвинетите со умисла не ги почитувале законите, бидејќи не ја извршиле својата основна дејност за редовно собирање на ѓубрето и не побарале измена на оперативниот план и програма, овозможиле да се создадат депонии околу контејнерите. Дополнително, Рустеми постапил спротивно на статутот и не ги спроведувал одлуките на управниот одбор. Како директор на јавното предпријатие, кој е давател на комунална услуга, бил должен, но сепак давањето на комуналните услуги не го вршал постојано и квалитетно и не се грижал да ги одржува во функционална и исправна состојба објектите, опремата и уредите. Бидејќи истрагата е завршена, обвинителството побара, а попладнево судот одобри притворот да им биде заменет со мерки на предпазливост, а за управителот за отпад и привремено отстранување од работното место. Градоначалникот на Скопје Ѓорѓиевски вели дека истражните органи ќе имаат многу работа во комунална, но и во останатите јавни предпријатија. Рече дека им стои на располагање на институциите да им ги даде сите потребни документи. Овој народ сака правда. И овој народ беше доведен во состојба да живее во депонија месеци наназад, допред да се промени локалната самоуправа во градот Скопје. Многумина во минатото говореа дека тоа е политички оркестрирано и организирано. Мене како градоначалник, бивши на општина Кисела Вода, ми одговараше состојба во предизборија да бидам во каква што бев, да на секој буквално ќош, на секоја позиција каде што има микролокација да има тони и тони отпад, не ми одговараше. Што значи дека нешто друго било во позадина, односно нефункционалност на цел систем кој што не само што не функционирал, туку бил ограбуван со години наназад. Паралелно тече и ревизијата на комунална. Таа треба да покаже што се случувало внатре и зошто касата на предпријатието било оставена празна. Ѓорѓиевски признава дека состојбата и сега е далеку од идеална, но вели дека се прават максимални напори за подобрување. Од затекнати 16, сега имало 50 на функционални камиони, а следната година ќе се обезбедат уште 30 нови. Инаку за подобро собирање на ѓубрето, од минатиот месец е во сила забрана за фрлање отпад во контејнерите од 22 часот навечер до 6 наутро. Мартин Арсов, Сител телевизија. Со доаѓањето на ниските температури и зимските месеци, аерозагадувањето повторно е проблем за дел од граѓаните во одделни градови во Македонија. Последните денови во Струмица и во Кичево се забележани сериозни бројки, додека Скопје на европската карта ги заменува местата со Сараево на врвот. Утрово во Скопје беа измерени 132 мерни единици и градот се наоѓа на 17-тото место во светот, но прв во Европа, заедно со Сараево и со Атина во топ 3. Струмичани и кичевчани се гушат. Скопје во трка со Сараево кој да биде најзагаден град во Европа. Аерозагадувањето руши рекорди, а Струмица и Кичево од денеска се под посебни мерки за заштита на населението. Бидејќи 2 дена поред е надминат прагот на штетни честички во воздухот и тоа неколку пати над дозволеното. Министерството за животна средина со препорака до работодавците да ги ослободат од работни обврски бремените жени, постарите од 60 години и лицата со хронични болести. Реорганизација на работното време на отворено и да нема спортски манифестации. Исто така забрануваат палење оган на отворен простор и засилени контроли на инспекциите. Штетните PM10 честички се опасност и за жителите во Куманово, Тетово, Битола. Од Институтот за јавно здравје не добивме конкретен одговор за заштита при вакви алармантни состојби. Јавното здравје е широк поем, нели? И во однос на препораки секако дека ќе дадеме, но од друга страна мора некој нас да не информира официјално кој е степенот. Прво, дали постои и во колкав степен врз основа на тоа ние да дадеме препораки. И краткорочни и долгорочни мерки, но да не бидат декларативни како порано, туку реално да помогнат во решавање на проблемот со аерозагадувањето, е ставот на скопскиот градоначалник.
освен она што го правиме тековно, а е поврзано со редовни инспекциски служби, да Скопје се покрие со гасни централи. И тоа е работа која што исто така не може преку ноќ да се направи, но дека работиме на тоа работиме. Алтернативни горива за загревање на домаќинствата и она што треба наредната година е да го добиеме како поддршка од страна на владата, нови електрични автобуси. Лекарите постојано алармираат колку загадениот воздух е штетен за здравјето, но и за бројните смртни случаи како последица на аерозагадувањето. Сања Димитровска, Сител телевизија. Петре Шилегов преку социјалните мрежи побара оставка од Венко Филипче, оценувајќи дека изборот на ново раководство е самоубиство со умисла. Филипче му возврати обвинувајќи го дека одработува за ВМРО-ДПМН. Се нижат оставки во СДСМ само еден ден откако Филипче го избра новото партиско раководство. Методија Куновски и Сашко Митовски повеќе не се председатели на општинските организации на СДСМ во Битола и Крива Паланка. Двајцата вчера поднале оставки од партиските функции. Митовски, кој е еден од вкупно четворицата градоначалници на СДСМ по последните избори, во телефонски разговор за Сител не сакаше да ја потврди информацијата за како што вели, да не им наштетена и онака кревките состојби во партијата. Куновски пак, кој оставката ја објави на социјалните мрежи, напиша дека на ваков чекор се решил откако практиките во партијата не биле во согласност со неговите лични принципи и со вредностите на социјалдемократијата. Речи се истовремено на Фејсбук поранешниот скопски градоначалник Шилегов побара оставка од Филипче. Откако иронично напиша дека Филипче извршил самоубиство со умисла, на крајот му порача: или си СДСМ, или си тезгарош. По 50 телефонски повици за само 7 минути, Шилегов напиша нов пост во кој да објасни дека бара негова оставка. Филипче пак му одговори со статус во кој алудира дека Шилегов одработува за ВМРО-ДПМН. Јавно да се изнесуваат вакви работи во момент кога ДПМН не напаѓа од сите страни, со цел да го замолчи, нашиот глас на вистината не е случајно. Тие пронајдоа еден од нас, послаб, ги искористија неговите приватни проблеми за долженоста кон одредени лица, а очигледно и уцени, за да го натераат одвнатре од самата партија да внесе немир во нашите редови, напиша Филипче. Фокус пак, повикувајќи се на своји извори, пишува дека поранишните високи функционери на СДСМ Игор Ивановски и Андреј Петров покренуваат иницијатива за кадровски смени во СДСМ, со која исто така бараат поддршка за тие да раководат со партијата. ВМРО-ДПМН денеска ги искористи оставките за да порача дека бродот на СДСМ тоне. По толку помпезното најавување од страна на Филипче за реформи во СДС, тој го тргна Зоран и го стави Заев на неговото место. Наместо свеж, чист и нов кадар, тој ги врати старите истрошени кадри од времето на Заев и Ковачевски. Оставки од Филипче се бараат на секој чекор, а тој гордо ги продолжува да ги исполнува задачите кои му ги дава Зоран Заев. Реформите во СДС ќе дојдат само со формална оставка на Филипче и председателот во сенка Зоран Заев. Од СДСМ им возвратија дека прават неуспешни обиди да прикажат внатре-партиско уривање во паника дека опозицијата секојдневно ги објавува нивните криминали. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.